Општините и јавните комунални предпријатија од источниот плански регион во текот на минатата година забележале најголем пораст во активната транспарентност и се лидери во државата, утврди граѓанското здружение ИНИ од Виница во рамки на проектот со професионална администрација до ефикасни и квалитетни услуги на локално ниво. По 10-годишното истражување и прибирање јавно достапни информации за работата на локалните администрации и комуналните предпријатија од регионот, во Кочани се одржа завршната презентација од проектот. При тоа беше нагласено дека само во текот на минатата година општините имаат пораст од 6% во споредба со претходниот едногодишен период. Сите податоци се верификувани од страна на општините, односно се добиени со барање за пристап до информации од јавен карактер или се симнати од веб страниците на самите општини. Рековме, сега само да не критикуваме, Источниот плански регион е лидер во транспарентноста во однос на другите региони. Јавните комунални предпријатија за 2 години покажаа значаен напредок, иако е тоа мал, сепак е значаен, затоа што од 12% поени скок на 30, скоро 35% поени, и тоа е огромно подобрување за една година. Очекуваме дека институциите позитивно ќе одговорат на овие наши укажувања во делот на човечки ресурси, транспарентност, отчетност и на крај испорачувањето на услугите кон граѓаните и бизнис секторот во Источниот регион, па и пошироко. Собраните податоци со анализата за транспарентноста и управувањето со човечките ресурси во печатена и електронска форма ќе им бидат доставени на општините, комуналните предпријатија, владините и други државни органи, медиумите, а пристап до нив ќе имаат и граѓаните преку веб страницата на Здруженијето ИНИ. Проектот со професионална администрација до ефикасни и квалитетни услуги на локално ниво, што се спроведуваше во изминатиот период, е финансиран од Комисијата на Европската Унија, а подржан како грант во рамки на проектот за јакнување на граѓанското општество од Западен Балкан за реформа на јавната администрација. Ротари клубот Кочани Виница викендов ќе организира првата урбана трка, што под називот Ротари Ран ќе се одржи по улиците на Кочани. По јавниот повик за учество, што беше објавен на почетокот на овој месец, се пријавиле 220 учесници кои веќе ја уплатиле котизацијата од 400 денари. Трката ќе се одржи в сабота 26 март со почеток од 18 часот. Стартната позиција ќе биде кај Центарот за култура Бели Мугри, а ќе се трча по улиците во централното градско подрачје на Кочани, односно на кружни патеки со должина од 5 и 10 километри. Една од главните цели на трката е да се промовира здравиот начин на живење, зачувувањето на животната средина и избегнувањето користење моторни возила, за да им се даде поттик на младите дека може да се живее на здрав начин. Организаторот на трката Ротари клубот Кочани Виница информира дека во периодот од 17 до 20 часот додека трае трката ќе има изменет сообраќаен режим, односно улицата Кеј на револуцијата, Борис Трајковски, Гоце Делчев и дел од Маршал Тито ќе бидат затворени за сообраќај. За најдобрите поединци во машка и во женска конкуренција обезбедени се награди и признанија, а собраните средства од котизацијата ќе бидат донирани за хуманитарни цели. Според најавите од организаторот, се планира урбаната трка во Кочани да стане традиционална и меѓународна, а да се организира секоја година во почетокот на пролетната сезона. Општинскиот Црвен крст од Кочани ги почнува активностите од овогодишната програма за промоција на хумани вредности. Во тие рамки во Средното општинско училиште Љупчо Сантов се одржа првата од планираните 3 работилници со учениците. Преку практична презентација, средношколците се сапознаваат со историјатот и значењето на Црвениот крст на локално и меѓународно ниво, како и за тоа како да ги подготват, документираат и спроведат своите проекти поврзани со хуманото дејствување во средината во која живеат. На оваа прва работилница денес ние во Кочани имаме 20 младинци кои ќе бидат обучени за првичните делови на Црвениот крст, односно за историјатот, како и за основните принципи според кои ние дејствуваме, исто и Женевските конвенции. Потоа тие ќе преминат на втората работилница каде ќе научат нешто повеќе за изработката на малите проекти и третата работилница е за документирањето на малите проекти. Исто така можеме да кажеме дека оваа програма
опфаќа повеќе на годишно ниво се прават повеќе од 120 мали проекти со кои се помага на над 3000 загрозени лица, семејства и луѓе на кои им е потребна помош. Конкретно за проекти кои помагаат на социјално загрозени семејства, кои шират хуманитарни вредности, исто така ги вклупуваме заедничките религии, заедничките култури, етничките заедници, за да действуваме сите заедно, да покажеме дека сите ние сме исти, дека нема разлики помеѓу луѓето без дискриминација. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма што се спроведува повеќе од 20 години и со неа на државно ниво се регрутираат над 800 млади волонтери кои потоа се задржуваат во општинските организации на Црвен крст. Општина Кочани в понеделник ќе биде домакин на еднодневна работилница на која граѓаните ќе добијат информации за начинот на реализација и опфатот на финансиската подршка преку програмата ИПАР-3 на Европската Унија. Работилницата ќе се одржи во мултикултурниот центар со почеток од 10 часот и 30 минути, а ИПАР консултант ќе ги представи мерките за кофинансирање преку оваа програма. Учесниците на работилницата ќе можат преку прашања и дискусии да добијат и дополнителни информации. ИПАР-3 програмата главно е насочена за подршка на развојот во земјоделското производство, односно инвестиции кои се однесуваат за набавка на опрема и машини, изградба и реконструкција на објекти, рурален туризам и слично. Се очекува буџетот за ИПАР-3 програмата да биде за 60% поголем во однос на ИПАР-2 програмата. При тоа, со реализацијата на програмата се очекуваат и повеќе придобивки, како што е подобрување на стандардот на земјоделците, подобрување на пазарната конкурентност и ефикасноста, зголемување на вработеноста во руралните средини, како и подобрување на ветеринарните стандарди и унапредување и заштита на животната средина. Карактеристично за новата ИПАР-3 програма на Европската Унија е и мерката за локални акциски групи. Со спроведување на стратегиите за локален економски развој, лидер пристап, ќе се финансира работата на така наречените лагови, односно локални акциски групи што постојат во општините, како и проекти од помал обем што тие ги спроведуваат во рамките на локалниот економски развој. Во периодот од 28 март до 1 април годинава, Општинската библиотека Искра од Кочани ќе биде домакин и реализатор на проектот Славење на Меѓународниот ден на литературата за деца, другарувањето со книгите ни е песна и фестивал на децата, книгите и музиката. Во текот на 4 фестивалски дена ќе се одржи богата програма, во која, меѓу другото, в понеделник со почеток од 11 часот и 30 минути ќе биде отворен саем на книга на издавачката куќа Чудна шума. Потоа ќе се одржи ликовна работилница на тема Книгите ни даваат крилја да се вивнуваме секој ден. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на литературата за деца, в понеделник од 12 часот ќе се одржи и фестивалот на деца, книги и музика, што ќе се реализира во мултикултурниот центар. При тоа ќе биде прочитана и меѓународната порака на овогодинешниот покровител по повод 2 април, државата Канада, а ќе биде промовирана и книгата за деца Ута од планините, како и Невидливата куќа од авторката Билјана Црвенковска. Во вторник пак е предвидено одржување на едукативна работилница за културното наследство во детскиот книжевен фонд, како и промоција на книгата Моите приказни од писателот Киро Донев. В четврток е планирано да се одржи сајмот на книга на издавачката куќа Антолог, како и стручно излагање за есенцијалните вредности на книжевноста за деца. За впеток пак е предвидена промоција на творештото и книгата за деца Девојчето Тара и волшебното дрво на црногорскиот писател за деца Жарко Вучиники. Исто така ќе биде отворена и изложба на ликовни творби на тема Со книгата учам и патувам. Учесници ќе бидат корисниците на дневниот центар за лица со интелектуална и телесна попреченост. Исто така во 13 часот в петок ќе биде отворена и изложба на ликовни творби на ученици од училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Реализацијата на одбележувањето на Меѓународниот ден за литературата за деца е дел од годишната програма за финансирање проекти од национален интерес на Министерството за култура на Македонија.